إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарност нам припаѓа на Аллах субханаху ва таала. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи وسلم, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет, неговиот правец до судниот ден. Поштовани браќа, вечерва со името на Аллах субханаху ва таала ќе почнуваме со нова серија на дерсови. И ова ќе трајат малце подолго, затоа што фикхот е многу широк, има многу поглави и ние ќе се обидвиме да го олесниме, затоа што ќе почнуваме со објаснување на една книга, а тоа е фикски прописи во лесната форма низ призмата на Куранот и Суннетот. И ова дело, ова дело го има напишано еден голем број на учењаци, факихи. Не е само еден учењак, него е на многу учењаци. И на лесната форма, што значи целта на ова дело е стекнување основно и обобштено знаење во однос на фикските прописи од страна на лицата кои не се стручњаци во фикската научна област. Ова ќе биде на лесната форма за почетници кои не се стручњаци за фикот. Што значи нема да се прошируваме многу во доказ, пренесување на докази, или пак нема да влегвиме во различните мислења на учењаците. Него овде ќе се обидват, учењаците се обидват овде да ти го донесат фикхот на најлесниот начин, да го сватиш што полесно и нема да се проширува многу во докази или пак во различните мислења на учењаците. Например, нема да влегви тука да зборвит ова мислење кај ханефистите е вака, кај шафистите е вака, кај ханбелиите е вака, кај маликиите е вака. Него ќе го донесит на најкратка верзија и најјасна верзија, за да може да биде посватливо кај народот и кај вас. Сега, нормално, прво треба да се зборви за вредноста на ова знаење. Зато и така почна почнаат шејхот тука, или пак шејховите, со вредноста на фикхот, да разбираш и да сватиш зашто треба да се учит ова знаење. Фикхот во верата и сваќањето на прописите на шеријатот се меѓу најважните цели и најдобри намери. Затоа што и Аллах субханаху ва таала во многу места во Куранот повикува за тоа. Аллах субханаху ва таала вели во Куран: "Афала јатадаббаруна ал-Куран." Зарем тие не медитираат во овој Куран? Ам ала кулубин акфалуха, или пак во нивните срца, имат затвор. Срцата нивни се затворени со клjuč. Како да му се затворени? Куранот, Аллах субхану ва таала повикува да медитираш во Куранот. Зато велите Аллах субхану ва таала исто во Куран велит: "Иннама јатадаккару улул албаб." Поука и совет и насихат земвет од овој Куран кој?
оние што имаат здрава логика, тие што здраво мислат. Аллах субхану ва таала овај Куран го има спуштено за кого? За оние што имаат здрава логика, што може да размислуваат праведно. Не го има слезано овој Куран на Аллах субхану ва таала, не го има спуштено овој Куран за глупи, него за оние што знаат да размислуваат. Значи шеријатот повикува човекот да размислува и да стекне знаење за фикот. Најдобриот пат за човекот да го исполни обврските или обавезите што ги имаат према Аллах субхану ва таала, како може да го постигне то? Ако нема знаење, може да го постигне? Човекот, ако не знае како да клања, нема знаење како да клањат, нема знаење како да земат абдес, нема знаење како да пости. Тој пости, ама не знае кога треба да јади суфор, например. Не знае суфор кога се јади. Не знае кога треба да отворит пост. Не знае со која вода треба да земет абдес. Не се секоја вода што го гледаш ти пред тебе излег вид, ајде земи абдес. Но не ти е валиден абдесот, треба да знаеш кои се водите што се земет абдес. Треба да знаеш после прописите на абдесот, формата на абдесот, условите на абдесот, основите на абдесот. Значи фикот ќе се занимава со овие теми. Што вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, овој хадис го пренеси Бухарија и Муслим од Муавија ибн Аби Суфјан радијаллаху таала анхума. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, мен юридиллаху бихи хајран юфақиху фи дин. Кому Аллах субхану ва таала му го сака доброто, му возможува да ја свати верата. Ибнул Кајим рахимахуллаху таала што вели во овој контекст? Wa hada yadullu ala anna man lam yufaqqihhu fi dinihi lam yurid bihi khayra. Ова значи, овој хадис, на тој што Аллах субхану ва таала не му овозможува да стекне знаење за фикот, ова значи дека Аллах субхану ва таала не му го сака добрината на овој човек. Вие вечерва што сте дојдени овде или пак тие што слушаат преку интернет, што сте дојдени на вакви меџлиси, за да стекнете знаење за фикот, за вашата вера општо. Ова е знак дека Аллах субхану ва таала ви го сака добрината вас. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Чим ти овозможи Аллах субхану ва таала да присуствуваш во вакви меџлиси, кај се подучува верата. Кај можеш да ги научиш прописите и правилата на верата, дознавај дека ова е знак дека Аллах субхану ва таала ти го сака доброто тебе. Истовремено ова сега Аллах субхану ва таала ти го сака доброто и ти си дојден овде. Тамам? После ова е доказ ќе биде сега или против тебе судниот ден или за тебе. Затоа што Аллах субхану ва таала, како што го читаше ајетот, братот во Куран, што вели? Кул хал ястави аллазина ја'ламуна валлазина ла ја'ламун. Дали може да бидат исти тие што знаат и оние што не знаат? Па ова како што е во наградата, ова е и во казната, во друга страна. Затоа што сега ти кој ќе стекнеш знаење и ќе знаеш кои се правилата на фикот, кои се правилата, прописите, ти си имаш знаење. Ако ќе оставаш овие сега на страна, ова ќе биде против тебе судниот ден. Затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, вие знаете многу убаво што вели. Вал Курану хуџјатан лак ау алейк. Куранот ќе биде судниот ден или доказ за тебе, или пак доказ против тебе. Сега ти одбирај. Аллах субхану ва таала ти ја сака добрината и те донесе овде. Ти овозможи да слушаш. Ти даде човек кај можеш да учиш. Сега ти, ако му го обратиш грбот, Аллах субхану ва таала што вели? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Оној што му го врати грбот на моите докази. Кои се доказите на Аллах субхану ва таала? Куранот, суннетот, иџмато, како што се дори примарните извори на фикот или на верата.
овој ќе има еден живот тежок. Ќе се осетвит теснина, тесно во срцето. Маишатан данка wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. А судниот ден како ќе го оживет Аллах субхана таала? Слеп. Затоа Аллах субхана таала не вели слепи за оние што Аллах субхана таала ги имат искушувано со очите. Не, слепи се оние што се во срцата слепи. Овие се слепи на вистина. Што не сака да ја сватат вистината. Не медитираат во вистина. Целта на знаењето што е? Што е целта на знаењето? Не ме гледате, што е целта на знаењето? Ви кажа тој. Да се работи по тоа знаење. Значи, ова е целта на знаењето. Знаењето не е цел. Значи, не се побара знаењето за самото знаење. Ова треба да знаењето, брача. Знаењето, учењакот, не го бара знаењето за самото знаење. Знаењето е средство. Зашто? За да работиш, за да стигнеш до работа со знаењето. Средство. Значи, знаењето не се посакува за самото знаење, него се посакува за да работиш по тоа знаење. Затоа Аллах субхана ва таала што вели? Ја ајухан насу у'буду раббакум. О луѓе, обожавајте го вашиот Господар Аллах субхана ва таала. Добро, како да го обожаваме на Аллах субхана ва таала? Што кажавме ние во дерсовите на таухидот? Која е првата обавеза за секој одговорен? Да стекне знаење за шехадетот, за да знаат како да го обожават на Аллах субхана ва таала. Значи, целта од знаењето е да работиш по тоа знаење. Зашто учењаците велат Ал-алиму лен јекуна алимен illa idha amila bima alim. Учењакот никогаш нема да биде учењак, алим, знаено лице, додека да работи по тоа знаење. После продолжит. Никогаш нема да работи алимот по тоа знаење, освен ако му се плаши на Аллах субхана ва таала. Што вели имам Ахмед рахимахуллаху таала? Аслул илми хашијатуллах. Базата на знаењето е да му се плашиш на Аллах субхана ва таала. Затоа Аллах субхана ва таала во Куран што вели? Иннама јахша Аллаха мин ибадихил улама. На вистина, оние што му се плашаат на Аллах субхана ва таала, кои се? Кои се? Алимите, учењаците, оние што имаат знаење и работат по тоа знаење. Затоа вели Ибн Кајим рахимахуллаху таала: Кама анна ман арада бихи хајран фақихаху фи динихи. Аллах субхана ва таала на кого му сака добрината, му дава да ја свати верата. ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. На тој што му овозможува да стекне знаење или пак му дава знаење да ја свати верата, му ја сака добрината. إذ أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. Тоа што се посакува од знаењето, вели Ибн Кајим рахимахуллаху таала, е тоа знаење што му се придружува делото. Така Аллах субхана таала сакат. Иначе, знаењето ќе биде против тебе. Зашто Аллах субхана таала во некои места во Куранот го негира тоа знаење и го казнува тоа знаење. Што вели Аллах субхана таала во Куран? Ја ајуҳаллазина аману лима тaqулуна ма ла тафалун. Овие што верувате, зашто го зборувате нештото што вие не го работите? Кабура мактан инда Аллахи ан тaqulu ма ла тафалун. Најмрзно нешто кај Аллах субхана таала е да го зборувате нештото што вие не го правите. Аллах субхана таала така ни вели во Куран. Ако не работиш по тоа знаење, ова ќе биде против тебе судниот ден. Аллах субхана таала што вели исто во Куран во сура Бакара? Атамуруна an-наса бил-бирри. Дали им наредувате на луѓето да прават добри дела,
Wa tansawna anfusakum. A vие се заборавате сам себе си. Се забораваш за тебе да зборуваш, да работиш по тоа знаење. Wa tansawna anfusakum. И најлошото, Allah subhanahu wa ta'ala вели најлошото од тоа е затоа што вие wa antum tatluna al-kitab. Вие ја читате книгата. Го читате Куранот. Ги читате хадисите, а не работите по хадисите. Афала тaqilun? Дали не размислувате во она што го правите? Знаењето што е? Знаењето е al-ilmu ibadatun wa salatu sirr. Учењаците велат дека знаењето е ибадет. Со знаењето твое го обожаваш на Allah subhanahu wa ta'ala и е скриен намаз во твоето срце. Како намазот? Значи не може да биде еден човек ист што тој кој го заслепува незнаењето и го води страста. Ибн Каим рахимахуллах што велит? На некого страста му е водич, велит. Како да му се качит над него. Страста на некого му се качит над него. Allah subhanahu wa ta'ala и пратеникот саллаллаху алейхи ве селем и асхабите и предходниците наши не поучуваат да ја понижиме страста наша, да ја понижиме, да не ја следиме. Ибн Каим вели на некого страста му видит водич, му се качит на него, додека најстрашното е што може да стигне до обожување. Да ја обожава страста. Вие знаете ендад, кога зедовме? 10 форми ендад, едната од ними страста. Што вели Ибн Каим? Значи страста може да му биде него како водич, додека ако ќе сака овој да направи нешто, страстата му вели немој да направиш. Сака да клања сабах намаз, страстата не ја остави, немој да клањаш. Јови. Браба, слуша страста негова. Allah subhanahu wa ta'ala вели, дали ги имаш видено Мухаммед и оние што страста нивна ја имаат земано за Бог? Значи стигви до степен да ја земи страста твоја Бог. Затоа вие браќа знаете дека пратеникот наш салаллаху алейхи ве селем во хадисот што го пренесува Абу Хурайра што велит? Не се собират еден народ во еден меџлис или пак во еден која џамија. За да што да прават? Да учат Куран. И да го повторуваат меѓу ними, меселите да ги подучуваат меѓу ними, илла незалет алейхимус сакина. Што се спушта кај ними? Мекоста, нежноста на Allah subhanahu wa ta'ala, благоста на Allah subhanahu wa ta'ala, والرحمة, милоста на Allah subhanahu wa ta'ala, وغشيتهم الملائكة, и мелеците ги обкружат ними. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. И Allah subhanahu wa ta'ala ги спомнува овие каде? Кај оние што се кај него. Кои се кај Allah subhanahu wa ta'ala? Мелеците. После велит пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, вели Allah subhanahu wa ta'ala, велит Мен ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Оној што ме спомнува во него, и јас го спомнувам во мене. А оној што ме спомнува во еден меџлис јавно, и јас го спомнувам во еден меџлис подобри од ними. Тебе да те спомни Allah subhanahu wa ta'ala кај мелеците затоа што си дојден во овој меџлис. Вие знаете долгиот хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што пратеникот вели дека Allah subhanahu wa ta'ala имат мелеци што ги бараат меџлисите на зикр, што се спомнуваат Allah subhanahu wa ta'ala. После долу во крајниот дел на хадисот што вели? Кога ги прашаат Allah subhanahu wa ta'ala дали го имаат видено џехенемот, дали го имаат видено џеннетот, не го имаат видено, него се надева да ги спасиш од оганот на џехенемот и се надева да ги ставиш во џеннетот. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем во крај на хадисот Allah subhanahu wa ta'ala што велит? На сите на овие ушхидукум ја мелаикати анни кад ғафарту лахум. Велит Allah subhanahu wa ta'ala, на сите овие
бидете сведоци, о мои мелеци, дека му имам опростено гревовите. Некои од мелеците велит, имат во ними еден што не е дојден за да учи верата, да ја учи верата. Него е дојден за некоја потреба, да разговара со некого после дерсот, значи не му е целта да стекне знаење. Аллах субхану ва таала што велит? Хум каумун ла яшқа бихим џалисуһум. Тие се еден народ што кој седи со ними, лошото нема да ги најде тие, само доброто. Значи Аллах субхану ва таала и него му ги опрости гревовите заради тој. Заради тоа што е дојден во ваков меџлис. Дали Аллах субхану ва таала му наредил на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем да бара нешто друго, да бара богатство. Имате слушате во Куран пратеникот да вели негде, о Аллах, дај ми богатство. Имате слушано така негде? Дај ми сила. Дај ми да биде најличен. Бодибилдинг. Да биде. Не. Што се моли пратеникот саллаллаху алейхи ва селем? Вакур рабби зидни илма. Аллах му наредил да побара, да му го зголеми знаењето. Само за знаењето Аллах субхану ва таала му наредил. За другото нешто не му наредил да го побара. Дури и рибите во водата, во друг хадис што го пренеси Тирмизи, вели пратеникот саллаллаху алейхи ва селем, додека и мравката во својата дупка, куќа, на земја. И мравката. Зашто велат учењаците го имаат спомнато рибите или пак мравката? Зашто? Затоа што луѓето кои ќе размислуваат дека бараат прошка, претежно мојот умот само на оние нешта што често се спомнуваат. И не мојот умот, например, во тоа што е во вода. Затоа што ние живееме каде? Над земја, не живееме во вода. И затоа забораваат дека таму имат животни како што имат над земја. И може да имат животни повеќе од оние што живееме ние над земја. Значи, додека и рибите, све што е на море, бара прошка за оние што бараат знаење. Што се дојдени во вакви меџлиси. Додека и мравката, зашто на мравката, кој мојот умот кај мравката? Ај кажете ми. Кој ќе вели пратеникот саллаллаху алейхи ва селем дека све што е над земја и што е на небеса бара прошка за оне што бара знаење, мојот умот на некој кај мравката? Не мојот. Пратеникот ти каже дека све што постои на ова земја бара прошка за тебе. Добро, месечината која ќе половина на месецот, колку светит? И таа е полната цела. Многу светит. Значи другите звезди кој да не се гледаат од месечина. Тоа е разликата меѓу учењакот и незнаениот. Или пак обожавателот, оне што го обожуваат на Аллах субхану ва таала, а немат знаење. Се наследници на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем, на пратениците. И пратениците не оставиле наследство динар и дирхам. Зашто? Нивната цел не беше дуњалокот и динарот и дирхамот, него знаењето и да се обожават Аллах субхану ва таала единствениот, што е достоен за ибадет. Вие знаете дека кога се дели наследството, ќе земит секој колку што му личи него да земит од тоа. Или пак го заслужит да земит. И не сме да земит повеќе. Учењаците оставиле знаење, пратениците оставиле знаење, што значи земи колку сакаш, не ти е ограничено од ова наследство. Земи колку што можеш. Колку си способен со твојата глава, со твојата меморија, земи од ова наследство. Зато велит ке земит голема среќа. Значи, како мојот човекот пред да отвори некоја фирма, Шнајдерот, пред да шијет. Мојот да шијет секој. Можам јас да шијам? Поđата, Шнајдер. Нигде нема тучено, му теквит утре, ајде бисмила, ке шија. Идете овде во мектебот, парчето и не знаат ни со кои игли треба да шијет. Не знаат кој парче треба. Колку парче треба. За да шијам панталони, например, не знам колку парче треба. 1 метар или 2 метра или, не знам. Иглата, конецот, машината, која се употребува за шиење,
ништо не знам од ова знаење, а сакам да бидам Шнајдер. Добро. Како ти сакаш да го обожаваш на Аллах субхану таала, сакаш да му клањаш намаз на Аллах субхану таала, а ти не знаеш прво кој е Аллах. Не знаеш за теухидот. После не знаеш сега абдест да земиш. Не знаеш кои се прописите на абдестот. Што го расипит абдестот, формата на абдестот, условите на абдестот, основите на абдестот. Ове ништо не знаеме од ова. Добро, ќе почнеш намаз, абдест немаш. Не знаеш дали имаш валиден абдест или немаш. Затоа пред да постапиш за нешто, да го правиш нешто, мораш да имаш знаење. Затоа ние сега што ќе правиме? Ќе земиме знаење за сите овие правила, за да знаеме дали нашите ибадети се валидни или пак не се валидни. На која форма сакат Аллах субхану таала да се обожават и кои се формите што треба да се практикуваат, за да ни биде делата валидни кај Аллах субханаху ва таала. Тоа ти кажуваат. Значи како ако го прашвиш некого му велиш како се гради тоа? Ова зграда, ќе рече, овде прашај го инженерот, тој ќе ти каже колку железо треба, колку ова, колку она, а? Кој ќе кај верата, абе, нема проблем. Секој си зборви, си клања како што му текне, нема, само треба да се клањат, ама како треба да се клањат? Ова никој не му интересира. Верата ја земе за најлесното нешто што треба да се, што мој секој да зборува за тоа. Секој мој да ја практикуваат како сакат. Секој дават фетва за вера. Не е така. И верата имат, и верата е потешко него овие дуњалошките работи. Зашто за верата или дженнет имаш, или джехеннем имаш. Или дженнет, или джехеннем. Или секогаш во дженнет, или секогаш во джехеннем. Гледаш колку е тешко за верата да правиш нешто што Аллах субхану таала не сака на таа форма да го правиш. Некако твојата глава мислит. Кој човек во меџлиси, например, во џеназе, ваму таму, секој си зборви за верата како да не е нешто ака. Абе, не треба до. Значи, убаво е да се клањат. Или убаво пак жената да се покриет, ама не како она, како што се покриет тие во Саудиска Арабија. Добро бе, кој ти кажа тебе како треба да се покриет жената? Кај знаеш ти прописите на хиџабот прво? Прво да те прашам што значи хиџаб. Ти не знаеш. После не знаеш кои се прописите за хиџабот. Како треба да се заболи таа жена? Не знаеш. Зошто зборуваш за нешто што немаш знаење? Вала такфу ма лейса лека би илм. Аллах вели, немој да му се доближи за тоа нешто што немаш знаење, затоа што слушањето, гледањето и оние што ги имате во срца, ваши што ги криете, за сите оние ќе бидете, што ќе бидете? Прашани и ќе треба да даваш одговор. Луѓето се поделени во три групи во однос на знаењето и делата. Три групи. И овде во три групи сме сега и ние ќе бидеме и другите што се надвор. Во овие три група. Овие три групи се. Нема друга група. Првата група е која? Оние кои ги споиле корисното знаење и исправното дело. Овие ги упатил Аллах субхану ва таала на патот на оние кои ги наградил. Кои се тие што ги наградил? Од пратениците, искрените, шехидите и добрите. И колку добро друштво е ова. Така вели Аллах субхану ва таала во Куран, во сура Ниса. Ние во секој намаз му велиме на Аллах субхану ва таала ихдина сиратал мустақим. О Аллах, те молиме, те молам. Упатиме на правиот пат, на патот на кого? Сиратал ледина ен'амта алейхим. На патот на оние што ти ги благослови. Кои се тие што Аллах субхану ва таала ги благослови? Овој ајет што го читавме во сура Ниса. Првите ајети во сура Фатиха, гледај, Аллах ти дават одговор кои се оние што ги благослови. Оние што ќе бидат во друштво на пратениците. Оние кои го споиле знаењето и добрите дела. После втората група, сега или ќе бидиш од овој ден, или ќе бидите од првата група, или ќе бидите од втората група.
Оние што стекнале знаење или не работеле по тоа. А тие се што оние што Аллах субхану таала се имат налютено со ними. Ова не значи само за јаудиите во сура Фатиха што читате вие. Немој да не правиш о Аллах да не ставиш во патот на оние што ги имаш, ти си налютен од ними. Ова не е само за ними, специфично за ними. Овде велат учењаците, велат сите оние кои знаат, имаат знаење, а не работат по тоа знаење. И другите, било тој и од муслиманите да е. А Ибн Тајмија што велит? Оној што не влег вид во градините на џеннетот на дуња, нема да влег вид во градините на џеннетот во ахирет. Така велит Ибн Тајмија рахимахуллаху таала. Зашто овде се градините на џеннетот? Затоа што овде се учит Аллаховиот збор. Овде се учат правилата и прописите на верата, како да постапиш надвор.